Скопскиот Санџак. Скопскиот Санџак на почетокот од османлиските освојувања на Балканот припаѓал на румелискиот вилает. 1392 година Скопје потпаѓа под османлиската власт и станува административен центар на новоформираниот Санџак. Скопскиот Санџак бил прва организирана османлиска провинција на територијата на балканските земји и база за навлегување кон север и кон запад. Скопје станува дел од Отоманското царство на 6 јануари 1392 година. Прв отомански управител на Скопје бил Паша Јигит Бек. Следен управител бил Исак Бек, кој бил испратен да ги предводи воените операции во Србија во текот на 1439-та. Подоцна Исак Бек бил заменет од неговиот син Иса Бек Исаковиќ на позицијата Санџак Бек на Скопскиот Санџак. Скопскиот Санџак е формиран околу 1553 или 1554 година, тоест во средината на 16 век. Во рамките на Скопскиот Санџак влегувале 4 нахии, како и вакавските имоти во Скопје, Скопско, Тетово и Тетовско. Во склоп на Скопскиот Санџак влегувале нахиите Скопска нахија, Тетовска нахија, Прилепска нахија и Кичевска нахија. Пред создавањето на Скопскиот Санџак, споменатите 4 нахии биле во составот на Паша Санџакот. Оригиналот на обширниот пописен дефтер за Скопскиот Санџак се чува во главната катастарска управа во Анкара. Во 1875-та Скопскиот Санџак влегува во состав на Битолскиот вилает, а под негова ингеренција биле казите во Скопје, Куманово, Штип, Крива Паланка, Радовиш, Кочани и во Гратово. На почетокот од 20 век Скопскиот Санџак му припаѓал на Косовскиот вилает. Афус Паша изградил повеќе објекти во тогашно Скопје. Подигнал занаитчиско училиште Ислахане, во кое учеле сиромашните деца од градот. Во училиштето имало интернат. Ја изградил гимназијата и Дадија Мактеби. Ги уредил коритата на реките Вардар и Серава. За време на Илинденското востание во 1903 во Скопскиот Санџак биле опожарени и подложени на поголеми или помали клања селата: Долно Трогерци Штипско, Ново село, Витоша, Вранинци, Просек, Кочанско, Луково, Штипско и други. Вкупно во Санџакот биле опожарени 94 куќи и испоклани 60 души. Согласно мирцштешките реформи, турската влада била приморана да направи реформи во управувањето на Македонија, според кои Скопскиот Санџак им бил доделен на австриски офицери. Во текот на Првата Балканска војна во 1912-та и на почетокот на 1913-та, Скопскиот Санџак бил окупиран од Кралството Србија. Врз основа на Лондонскиот договор, потпишан на Лондонската конференција во 1913-та, неговите територии станале дел од Србија. Вечно ќе ја